За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите татарска лепиња. За подготовка на ова предјадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. Половина килограм брашно, 100 мл млеко, 2 свежи квасеца, 1 кафена лажица шеќер, половина килограм мелено месо, 2 главици кромит, 2 јајца, 3 чешиња лук, 50 грама путер, 1 лажица сенф, 2 лажици кетчуп, 1 лажица црвен пипер, макдонос, 1 лимон, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 70 минути. Во длабок сад го ставаме квасецот и го дробиме. Го додаваме шеќерот. Посолуваме. Додаваме 1 кафена лажица брашно. Го налеваме млекото во садот. Мешаме со жица за матење. Главиците кромит ситно ги сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. И чешнињата лук ситно ги сечкаме. Потоа лимонот го сечкаме на кругови. Во длабок сад го ставаме меленото месо. Го додаваме и сечканиот макдонос и лук. Го додаваме сенфот. И сечканиот кромит го додаваме во садот. Потоа ги додаваме кетчупот и црвениот пипер. Јајцата ги кршиме и белките ги додаваме во садот, а жолчките ги оставаме во сад настрана. Во садот го додаваме путерот. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Потоа со рака ги месиме со стојките додека се соединат. Во длабок сад го ставаме брашното. Го посолуваме. Го додаваме стасаниот квасец со млеко. Со рака ги мешаме со стојките. Додаваме млака вода. Месиме со рака додека добиеме средно тврдо тесто. Тестото продолжуваме да го месиме со рацете на брашната работна маса. Потоа го сечеме тестото на 5 еднакви дела. Од секое парче тесто формираме топче. Ги расплескуваме тестата. Ги набрашнуваме и ги ставаме на набрашната тава за печење. Врз тестата попрскуваме со масло. Со готварска четка со масло ги премачкуваме тестата. Потоа ја ставаме тавата во редна. Печеме 30 минути на температура од 190 степени. Ја вадиме тавата од редна. Врз испечените лепењи нанесуваме од филот од мелено месо.
Тавата ја враќаме во ревна. И печеме уште 5 минути на истата температура. Ја вадиме тавата од ревна. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Врз листовите салата ги ставаме татарските лепиња. Врз секоја лепиња ставаме по еден круг лимон. Врз кругот лимон ставаме по еден круг ротвичка. Врз кругот ротквичка украсуваме со гранче француски Макдонас. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 70 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.